По 2 недели дома од вчера започна учебната година и за Кристијан Мијалков од Штип, кој е дете со посебни потреби. После проблемите кои ги имаше со асистентите, веќе од вчера неговата асистентка го потпиша договорот и започна со работа. Неговиот татко Зоран вели дека е задоволен што конечно неговото дете продолжува со училиште со старата асистентка. На тој начин детето ќе може полесно да ја следи наставата и да не им пречи на останатите ученици. Нашите деца се навикнати со асистенти, имат потреба од асистенти. Значи, овие асистенти се за и да нашите деца на било кој начин ја навушат наставата на другите ученици. Затоа што знаат да бидат похиперактивни, например, ако не може да седи, например, на некој час на часот, тогаш го носат кај логопед, дефектолог во сензорна соба, за да не смета на другите дечиња. Значи, целата работа е организирана така што да има социализација детето со посебни потреби, меѓутоа и другите деца да не осетат дека да не и сметат некогаш. Во оваа прилика Мијалков ја поздрави изјавата на Министерката за образование и наука од наредната година асистенти да добијат и децата со посебни потреби во средните училишта. Посочува само дека треба да се воведе соодветна обука со цел и тие да можат полесно да ја извршуваат својата работа. Треба стварно да се вршат обуки, затоа што ова се некои смешни обуки од 2 недели, значи наши родители кои што нивни се децата, па не можат до крај да одговорат на некои од барањата на собствените деца, така што илузорно е да се зборува дека со 2 недели некаква си обука некој ќе биде спремен за овие деца. Затоа мислам дека многу добра идеја беше дал Кире Барбареев да се почне во оние студенти кои што студираат предучилишни од теренска настава да бидат упатени. Значи, дел од нив кои што би сакале да работат со деца со посебни потреби, да има и посебни програми на овие факултети во кои што тие ќе се оспособат во 4 години како да заработат со деца со посебни потреби во градинките и основните училишта, меѓутоа и да имаат практична настава со деца со посебни потреби. Во меѓувреме Мијалков вели дека голем е бројот на деца со посебни потреби во детските градинки.